Здруженијето Афористичка репрезентација на Македонија го откажа одржувањето на 8-та вечер на македонскиот афоризам Кочани 2020, што беше планирано за 3 април, почитувајќи ги препораките и мерките за заштита од коронавирусот. Годинава тема на конкурсот на кој афористичарите ги испраќаа своите творби беше Живот и смрт, а пристигнаа поголем број дела, од кои жири комисијата ги награди најдобрите тројца автори. Првонаграден е Љупчо Силјановски од Скопје. Втората награда му припадна на Ацо Стојановски од Струмица, а третата на Јане Атанасов од Кочани. Афористичарот Витомир Долински од Струга доби пофалница. Собирот на најдобрите афористичари од државата традиционално се одржува во Кочани, но поради актуелната вонредна состојба, годинава тој е одложен на неодредено време. Инаку, од афористичарската репрезентација на Македонија истакнуваат дека се било подготвено за успешна организација, биле отпечатени билтенот и поканите до учесниците и гостите, но во последен момент ги повлекле. Инаку, темата на конкурсот, уште на минатогодишната вечер, ја дал победникот Маријан Ангеловски од Скопје, кој како да имал визија дека токму во овој период ќе има вистинска ситуација на живот или смрт. Сепак, од Здруженијето Афористичарска репрезентација велат дека тоа што пристигнале многу творби е доказ од и во вакви сериозни услови луѓето се уште ги држи ведриот дух, па пишуваат и творат. Инаку, се размислува вечерта на македонскиот афоризам во иднина да прерасне во меѓународна сатиричарска манифестација со вклучување на афористичари од соседните држави. Сепак, тоа ќе зависи од финансиската состојба и од поддршката што ја добива Здруженијето, особено што годинава тоа не се најде на листата на проекти од програмата на Министерството за култура.